The United States will continue to partner with you for the good of your citizens, for the region, and for the world. Соединетите американски држави ќе останат стратешки партнер на Северна Македонија, изјави денес од Охрид по средбите со македонскиот политички врв, председател Стево Пендаровски и премиерот Зоран Заев, државниот секретар Мајк Помпео. Помпео кажа дека очекува набрзо америчкиот сенат да го ратификува протоколот за членство на Македонија во НАТО. Тој предупреди и на опасноста која доаѓа од Русија и Кина и повика на поголема предпазливост кога се тие во прашање. Срцата и умовите на граѓаните на Северна Македонија треба да ја водат државата напред, а не руските ботови на социјалните медиуми. Би сакал да ве предупредам и за учеството на Кина во полето на чувствителните технологии и нивната стратегија за подмитување при обезбедувањето на сделките, кажа Помпео. Премиерот Зоран Заев по средбата на официјалната пресконференција рече дека Македонија е силен политички партнер на САД и вели денес имавме можност да му кажеме на Помпео дека можеме да бидеме дел од сите глобални иницијативи за борба против дезинформациите, заканите против демократијата со нашето членство во НАТО. Инаку целиот денешен настан и доаѓањето на Помпео во Охрид се одива под силно политичко обезбедување и високи мерки на безбедност. Доаѓањето на вториот човек на САД по председателот Доналд Трамп во земјава многумина овде го оценуваат како историски, бидејќи се случува во време кога земјава го одбројува своето полноправно и долго очекувано членство во НАТО, каде САД се предводници. Поседата на Помпео, кој од Подгорица слета на аеродромот во Охрид, е прва официјална на американски државен секретар по речиси 2 децении на земјава, откако во 2001 година за време на вооружениот конфликт дојде Колин Пауел. Според експертската јавност, оваа посета е јасен сигнал на обезхрабрување на сите сили кои сакаат да ја попречат евроатлантската интеграција на Северна Македонија. Помпео неколку часовното присуство на Охрид кој искористи да ја посети и црквата Света Богородица Перивлепто 13 век, која пред неколку години со америчка донација беше реновирана и конзервирана. Од Охрид високиот гостин од САД замина за Грција, каде што ја продолжува и својата европска турнеја. Од Охрид за Гласот на Америка, Мики Трајковски.